Со отварањето на стечајна постапка над одреден правен субјект, односно фирма, од страна на судот се именува стечаен управник, кој го застапува должникот, односно правниот субјект, и управува со стечајната маса која што го опфаќа целокупниот имот на должникот. Работниците по основ на побарувања за неисплатени плати, придонеси од плати, неисплатени други надоместоци кои што се направени, кои што требало работодавачот да им ги исплати во последните 3 месеци пред отварањето на стечајната постапка, работниците се јавуваат како стечајни доверители и побарувањата на стечајните доверители се категоризираат во повисоки и пониски исплатни редови. Согласно член 117 од Законот за стечај, во побарувањата од повисок исплатен ред спаѓаат побарувањата од плати, придонеси на плати, здравствено, социјално осигурување, осигурување во случај на невработеност и слично, и тие влегуваат во оној дел од исплатите кои што имаат приоритет кога стечајниот управник прави план за исплата кон доверителите. Она што сакам да укажам согласно прашањето дали треба да се реагира во трудова инспекција, кога одредена фирма е под стечај и избришена од централниот регистар, сите работници кои што имаат неисплатени плати, придонеси од плати или било какви надоместоци кога фирмата им оди во стечај, кога е назначен стечаен управник од страна на судот, треба да поднесат пријава со барање за исплата на нивните побарувања до стечајниот управник, а не до Државниот инспекторат за труд, затоа што во тој случај Државниот инспекторат за труд нема надлежност. Со целиот имот на должникот, односно на приватната фирма, располага стечајниот управник кој што е назначен од страна на судот.